Средното медицинско училиште во Битола доктор Јован Калаузи веќе 7 години работи со блокирана сметка и услови под сите стандарди. Повеќе од 580.000 евра е долгот на ова училиште, а вработените велат дека е невозможно повеќе да се функционира и работи во вакви услови. Сите врати во училиштето се искршени, со дупки без кваки. Цевките од парното се искршени, сите ѕидови се испишани, искршени се столчињата и клупите. Нема ниту еден кабинет каде во нормални услови може да се работи. Во целото училиште функционални се само 2 тоалети и тоа на првиот спрат на училиштето. Причина за ваквата состојба во која се наоѓа медицинското училиште, вработените велат дека е недомакинско работење. Условите ни се многу тешки и дека секојдневно се бориме со секакви проблеми. Би сакале да ги повикаме сите институции и установи кои што можат да ни помогнат од општествени одговорен сектор, приватните, јавните институции, поединци кои што можат да ни се најдат во моментот за да имаме подобри услови во училиштето, бидејќи овде учат и работат наши деца. Наредната недела со состојбата во која денеска се наоѓа училиштето ќе бидат запознаени и родителите на децата кои учат овде. Од 27 ноември училиштето има ново раководство на чело со веде директорката Билјана Кокалевска. Таа денеска за медиумите изјави дека веќе почнаа со санација на училиштето, но невозможно е тоа да го направат сами. Веќе се поправени цевките и дел од парното во училиштето, а бараат помош од општината и институциите да помогнат во решавање на овој проблем. Сметката е блокирана веќе последните 7 години и токму поради тоа немаме нормални услови за работа и бараме некаква помош да ни овозможат барем основни средства за работа. Сето тоа се должи на тоа што долгот на училиштето е од прилика 35 милиони денари или повеќе од 570.000 евра и со тоа ни се оневозможени секакви активности, но вложуваме на човечки напори, сето тоа да го санираме. Уште на првиот ден кога ја презедовме должноста, се соочивме со проблем на тотален хаос, односно колапс на системот за грејење. Вклучивме лични контакти и врски, екипи веќе цела недела работа да го санираат тој проблем. Успеваат до некаде, но тоа не е се, има уште многу други работи што треба да се направат и токму затоа бараме некаква помош за да сето ова се доведе во некаков ред да се поправи ова состојба. Наставата досега течеше во некој ред. Сите ние вложувавме напори, вели Кокалевска, се со цел да не трпи наставата и да не е тоа на штета на учениците. Импровизиравме кога требаше да се затворат врати и прозорци, објаснува новата директорка. Следно за санација се тоалетите. Тоалетите се функционални на едниот спрат, но тоа е веќе проблем кој ќе го решаваме во наитно беше и наалармантно да се среди системот за грејење и вратите за да се овозможат услови за работа во зимата која доаѓа. Новото раководство веќе побара и ревизија од страна на општина Битола за да се добие вистинска слика за состојбата на училиштето. Во моментот во оваа образовна установа учат 930 ученици од Битола, регионот и други градови од земјата.